Кажи ти за крај сега една убава мисла, вако баталете го Саша. За крај тоа е, дај да се обединиме, Како да се обединиме? Оти работите одат на лошо. Значи немаме повеќе што да изгубиме. Еве моje последно прашање. Што е твој критериум за обединување? Еве имаш група луѓе, здруженија, вакви и такви. Што бараш ти од луѓето со кои би се обединил? Еве сега конкретно за пописот да излеземе сите со некоја платформа македонска, не мора да бидеме формално во некоја групација. Еве сите да кажеме да под некои принципи во кои што еве ти спомна пред скубав пример, декларација, дека нема да се признае. И сега дај тоа да кажеме ако треба сите да го вметнеме во некоја како платформа и сите да ја расшириме таа платформа. Ако успееме народот да го убедиме, ако повикаме на бојкот, сите да одиме на бојкот. Ако повикаме на излегување, да одиме на излегување. Ако освоиме декларација дека нема да го признаеме, да го признаеме. Значи се што е добро да го направиме, да се обединиме околу тие неколку точки, бидејќи како што одат работиве, тоа ни преостанува веќе. Нема што да изгубиме. Овие се решени до крај. Ќе не избришат, гледате, зајав си ја гледам Македонија како трговска страна. Него многу му е гали утре дали ќе живее во албанско или во бугарско, он си е бизнисмен, а тие бизнисмените и во турско си биле со власта. Гледате, македонските револуционери што биле Гоце, Даме, тие биле учители, тие биле интелектуалци да се борат за Македонија. А и во тоа време бизнисмените како Заев си биле со султанот, си биле со пашата. И тоа се добивале тендери. Тие држава да се гледаат како трговско друштво, многу им е гајле за националните интереси.